Наместо долга листа на функционери и институции, изгледа како приватен список со 2 лица. Антикорупцијска го објави каталогот на подароци за избрани и именувани лица во 2025 година. Според евиденцијата, излегува дека државниот ревизор и собранискиот спикер се единствените функционери кои добивале поклони, или пак само барем тие двајца одлучиле да го почитуваат законот. Ацевски добил украсна паричка, рамка со народна носија, украсен брод и стаклена вазна. Гаши пак во име на државата примил златен меч во рамка, бисер со златна школка, рачно нацртана порцеланска вазна и скулптура глава на коњ. Списокот не ја покажува реалната слика на примените подароци, смета и првиот антикорупционер, бидејќи извештаи доставиле само 26 институции од вкупно 1374. Од причина што само 26 институции доставиле вакво известување, сметам дека не ја прикажува реалната состојба, бидејќи актуелниот закон не предвидува прекршочна санкција, ние тоа го детектиравме како проблем и во предложените измени на Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси, предлагаме сите институции да бидат обврзани да доставуваат ваква евиденција без разлика дали имаат примени подароци или не, и дополнително за неисполнување на обврската прв пат се предвидува прекршочна санкција. Казните по измените ќе се движат од 300 до 500 евра. Законот предвидува сите институции да водат евиденција на примени подароци и таа евиденција да ја достават до Државната комисија најдоцна до 31 март во тековната за изминатата година. Освен поклоните на Гаши Ацевски, има пријавено и 12 подароци кои ги добивале вработените во јавни институции. Станува збор за вина и тефтери. Државниот архив како поклон пријавил 3 клими кои чинат 68.000 денари, а Центарот за култура браќа Миладиновци во Струга подарок украсен предмет, акрилна дрво во вредност од 9.000 денари. Целата законска регулатива и меѓународната пракса е во насока да е забрането примање на подароците и тие што се примаат на протоколарни средби да стануваат државна собственост. Одзивот за пријавување на подароци во Државната комисија бил слаб и во изминатите години. Габриела Лескова, Стител телевизија.